Спалната соба е најприватното катче во домот. Место каде што ги полниме батериите, место каде што ги сонуваме најубавите соништа, кои го користиме само за нас. И иако ретко некој може да види како изгледа ова катче, дефинитивно заслужува внимание при уредувањето. Спалната соба треба да ги изразува вашите омилени бои, чувства и да биде рефлексија на вашиот карактер. Има неколку главни правила што треба да ги запомните при уредување на спалната соба. Понекогаш немаме избор за големината на спалната соба, а добрата вест е дека малку стратегиско стилизирање и креативно организирање ќе направат малиот простор да изгледа доволно простран. Пред се, спалната соба треба да биде обоена во суптилна боја, која ќе ги одмора и смирува очите. Нежните нијанси на сина, лаванда или зелена боја се сметаат за смирувачки. При додавање на омилените бои, обидете се да ги користите нивните тонирани верзии, односно наместо темно-виолетова одберете боја на лаванда или наместо портокалова одберете боја на тиква. Доколку сакате да додадете повеќе бои, се препорачува да направите еден карактеристичен зид кој ќе даде посебно обележје на собата. Може тоа да бидат панели, галерија од семејни фотографии, од значајни моменти, тапет или темна металик боја. Спалната соба треба да изгледа удобно и едноставно, па затоа избегнувајте непотребни елементи. Додатоците сведете ги на минимум така што ќе одберете некоја интересна уметничка слика, неколку семејни фотографии, свеќи и цвеќе во контрастни бои, кои покрај декорот ќе обезбедат подобар квалитетен сон. Не само што растенијата и цвеќињата помагаат при филтрирање на загадувањето, тие исто така ги елиминираат хемиските токсини. Употребете цвеќиња како јасмин, антриум, лаванда, рузмарин, англиски бршлен и слично. Спиењето е често потценет дел од нашиот секојдневен живот. Сите го сакаме, но ретко го постигнуваме. Јапонците сепак имаат едноставни, но гениални навики, кои помагаат да е сонот подлабок, помирен и освежителен. И не се работи за никаква магија, туку за балансирана комбинација на минимализам, култура и почитување на рутината. Првото правило е минималистичка спална соба. Ако вашиот простор изгледа како мини депонија со купалишта, светли бои и куп работи кои ве потсетуваат на утрешните обврски, мозокот тешко влегува во режим на релаксација. Јапонските соби се чисти, едноставни и мирни, со земјени тонови, минимален мебел и топло, дискретно осветлување. Често со хартиени ламби за да создаде смирувачка атмосфера. Друг трик е подсврстиот душек. Традиционалните јапонски душеци се значително подсврсти од меките западни кревети. Зошто? Бидејќи подсврстата површина подобро ја држи правилната положба на телото и му овозможува на рбетот да биде во правилна положба. Ако често станувате со вкочанет грб, решението може да биде префрлување на малку подсврст душек. Третата тајна е правилната температура и материјалите на постелнината. Јапонците избираат природни ткаенини, памук, лен или бамбус, кои дишат и ја прилагодуваат дебелината на ќебето во сезоната. Лето значи лесни материјали, зима топли, но секогаш природни. Постудена просторија му помага на телото да се подготви за спиење, додека прегревањето го нарушува одморот. Четвртата навика е вечерното капење. Топлата вода ги опушта мускулите, а кога телото природно се лади потоа, испраќа сигнал до мозокот дека е време за спиење. Во Јапонија вечерното капење е вистински ритуал. Начин да се остави денот зад себе и да се подготви телото и умот за одмор. И конечно, мирна рутина пред спиење. Денот не завршува со лизгање по телефонот. Јапонците имаат мали ритуали. Шолја топол чај, неколку минути истегнување или тишина. Клучот е во намерата. Телото и умот учат да одат во фаза на релаксација, а спиењето доаѓа побрзо и помирно. Спиењето не е луксус, туку основна потреба. Со јапонските трикови, тивка спална соба, подсврст душек, оптимална температура, вечерно капење и едноставна рутина, ноќите стануваат подобри, а деновите свежи и енергични.